си направив нешто што да не заборавам. Тргнав да правам за сите првенства наназад, Добро. да ти задам статистика. Све у глава имам и статистика имам. И сега, што ќе валам ја статистика? Знам дека Раде е прецизен. Све имам. И за комплет, ама јас ќе кажам комплет за со се пријателски, све Со се пријателски. колку све имам без игра. А јас, например, не можам да ги најдам пријателски, така се мачам. Па На нема, интернет, на нема, Google, ги така. нема се. Не може да ги најдеме сите. Нема се. Традиционално во јуни сите планираат на одмор кај ќе одат. Раде со својата екипа во Маврово. Прекрасен амбиент, надвор е времето идеално, овде во салата делува дека е се супер. Имав среќа што ми дозволи да испратам добар дел од тренингот, ми беше навистина интересно, ми се допадна тој начин како комуницирате меѓу себе прво ти, Бранче, кондицијскиот тренер, после како ги гледате играчите, како на секого поединечно му наоѓате забелешка, поддршка, совет. Многу интересен тренинг за мене. Прво ти благодарам што дојде, точно така да ја продолжиме традицијата. Ова е веќе четврто лето. Баш со дечките вчера разговаравме, имавме краток состанок, 2022 бевме тука на припреми, се спремавме за тој беш шампионат во Рига и паралелно беше светското првенство младинско во Германија. Го гледавме финалето Германија-Маđarска. Да, комплексот е одличен, тука сме веќе секое лето, навикнати сме, ги имаме сите услови, имаме мир. Само морам да напоменам дека ова година, за разлика од минатите години, имаме една недела. Ако може да ги наречам така, подготовки. Минатите години секој првенство ни се одржуваше негде почеток на август, сега е средина на јуни. Голема разлика. Знаеме кај нас дека првенството без малку е вчера заврши. Да, минатиот викенд заврши, така да треба и да ги освежиме, треба и тактика да спремиме, да искоригираме некои работи за тоа што сите доаѓаат од различни средини, да се вратиме на онаа база што имаме во репрезентација и се надам дека ќе успееме. Да, имаше преска 2-3 забелешки од тој тип, ти во тој клуб така, овде ние вежбаме вака. Тоа е еден сериозен проблем во наводници, предизвик да го наречам, за секој селектор. Доаѓаат играчи од различни тимови, таму различни филозофии тренерски, различен поглед, различен пристап кон кондицијската подготовка, кон одбраната. Јас денеска без малку колку што можев да сватам, цел тренинг беше одбрана. Да, денес бевме базирани на одбрана, бевме да ги повториме тие некои работи што ги имаме во 6-0, да ставиме што повеќе играчи во ротација, да видиме кој и каде на кој место ќе одговара. Ќе скокна малце од Моавето, затоа што знаеме дека само Ристевски нема да биде овој пат со нас. Многу голем хендикеп, тука мора да го надополниме тоа место и затоа беше таков тип на тренинг. Мала предност го имаме Аце Петковски, може примети, одма се уклопи, ќе го планираме на таа двојка тука, да. Така да и за тој таков тип на тренинг беше денес. На прашањево, каков е предизвикот кога се соочуваш со играчи кои што доаѓаат со различни истренирано филозофии и тактики во своите екипи, што е нормално, така? Нормално е, зависи од која екипа со која цел, дали настапува во Европа, дали не настапува во Европа, кој му е цел да го пронесе, дали се бори за опстанок. Колку е неговиот удел во играта? Да, која професионално се во тимовите. Ние би сакале сите тимови да приближно да работат на ист начин или приближно репрезентативите се дојдат спремни. Али мислам дека моментално е невозможно. Знаеме кои екипи се на кој ниво, знаеме другите за кои услови ги имаат, така да... Генерално, костурот на тимот е тој. Ти традиционално секоја година си имаш по еден-два играчи што во последен момент ќе ти откажат од објективни некои од субјективни причини, за да биде борбата по неизвестна. Лани го немавме Аце Петковски, преклани го немавме Узунчев, постојано по некој фали.
Па за наша несреќа, штета да не сме комплет. Штета да не сме. Да, доколку бевме комплет оваа година, можевме да ветиме многу, но сега не сме ветували. Да бевме комплет, че земевме и ние поголема, мислам, не поголема одговорност, него че си ставевме некоја поголема цел. Да. Од комплетни да повториме, недостасуваат само Ристовски тешка повреда на Да, само че го нема подолг период. Кршеница и Дамјан Митев кој што официјално влече некаква повреда, незалечена, долечена, За недолечена. Дамјан Митев, јас би сакал Дамјан Митев да дојде. Знаеме дека има некоја повреда на скочен зглоб. Повредата е веќе во изминат период. Добив информација да негде била 23-24 мај. Тие повреди се максимум 2 недели. Ние имаме желба да играме. Без него сме сигурно ослабени. Да, можностите за подобар пластман ни се намалени. Ние не се предаваме, но знаеме Дамјан Митев со каков квалитет Во располага. твојов одговор чувствувам дека има простор да се појави Дамјан Митев. Па јас се надевам дека Дамјан Митев ќе се појави, дека ќе се поминат некои работи, дека нема да... Мислам Тоа ќе дека... биде супер, добиваме ширина, добиваме креативност, Да, искуство, он е најмлад, ама најискусен. мене ми е жал што нема некоја подобра комуникација, него добивме само еден извештај дека е повреден. Ние знаевме дека некои такмици играше. Не сакам да навлегувам, знаеме каков ни е нас менталитетот, но сепак кога се работи за Македонија, треба да имаме Треба се стиснат зави. сите треба да имаме едно исто ниво. Знаеме дека, да кажеме, например, дека Ванчо Димовски играше се опорвуваше, играше со свиткано колено, со отечено све, кога е репрезентација, кога е Македонија опрашање. Мислам дека тие некои работи треба да ги ставиме на страна. Јас кога сакам да ги измотивирам децава или у било која конотација, некоја спортска, луѓето, пријателите околу мене, стално ја користам приказната со Тоше Гечевски. Скршениот нос во среда, играње со маска у четврток за Македонија се квалификува, па операција у петок. Можам да кажам дека сите дојдоа со нешто ситно, тоа е нормално. Крајна сезона, Долго е првенството, сите играат. последната недела изигра 3 утакмици, може некои беа битни, некои не. Ние до вчера, до денес, Тино го одмаравме. Тино Карасманакис само седеше на тренинг и ги гледаш. На Галец му дававме слободно. Знаеме кои играчи се рефорсирани. Мислам во наводници дека име све фул, некој е алкалоид со тоа што го освоја во Европа ЕКФ шампионатот. Знаеме дека имаат премногу и дека се преопторетени, може би повеќе физички и психички. Психички повеќе отколку физички. Ние сме тренери долги години, играчи сме, знаеме на кој играч што да му даеме. Така да поради тоа се надевам дека би можеле да го видиме Дамјан Митев со нас. Ќе биде убаво. Ај сега ова што спремав ја, ама ти подобро што ја знаеш статистиката. Колку имате, значи зборуваме, ти ја водиш оваа генерација заедно со Бранче, веќе цел циклус практично. Цел циклус. Значи почнувате од пионери, кадети, младенци и за добар дел од играчите, освен Самуел и Дамјан, завршува младинската кариера, стануваат сениори. Го истера целиот тој циклус. Да, точно така, ова е последно големо напрвенување за оваа генерација, да ги изоставиме тие две пријателски, прв собере 2019, 2020 имавме две пријателски, да ги изоставиме, пошто беше, знаеме, корона период. Од 2022, значи ова е четврто лето, имаме 3 надпреварувања, освен без шампионат. Еден без шампионат Без пораз. и две светско, едно светско и едно европско. да. Ова е второ светско. Значи фактички ова е четврто Големо надпреварување. надпреварување за оваа генерација. Мислам дека до сега ниједна генерација нема ваков континуитет Континуитет. и континуитет во успех. Значи 9 на свет и 9 во Европа и освен без шампионат без ниеден пораз. 7 или 8 победи имавме. До финале победувавме со огромна разлика. Во Хрватска имаме само 2 порази. Еден несреќен пораз со Норвешка и Данска. Ова многу убаво звучи кога ние од позиција на Македонија, на Балкан, на ракомет зборуваме за несреќен пораз од Па несреќен пораз за тоа што беше една топка во прашање, изгубивме еден гол разлика од Норвешка. Со данците се држевме И таму беше нешто 3-4 Егал беше разлика, не 3-4 беше разлика, така да имаме
тука на тоа првенство само 2 порази. И минатата година знаете дека бевме скоро без пораз, имавме еден пораз. Минатата година ние уште во Маврово го најавивме тој безсмислен лошиот систем, да, кај што одеше само првиот. Кај што Македонија без пораз не влезе у втора фаза. Во втора фаза без пораз изгубивме само од Франција. Го надокнадовме тоа кога беше. Изгубивме од Франција у втората фаза, значи втората група, ама кога дојде за пласман, Македонија забележа победа над Франција. Да. Во ракомет. Мора да се Не, напомне. мора да повторим. Не мора да повторим. Тоа сакам да кажам дека ја победивме Франција. Еве, тоа јас ќе го кажам, може? Значи победа над Црна Гора, победа над Полска, победа на Романија, победа на Унгарија, победа над Франција. Нерешени со Австрија и Хрватска и само еден пораз од Франција. Тоа е ѓаволски добра статистика. Да, ова генерација ја краси тоа. Дечките знаат дека мора да одат на победа на секоја такмица. Ние Унгарија веќе на 2 големи надпреварувања победила. Значи не е само ова надпреварување. Романија, Чешка, Полска, тоа се сериозни репрезентации. Австрија Австрија во Хрватска победивме. Знаевме лани како беше нареченото со Австрија. Дали децава се во наводници проблемот или вие успеавте како стручен штаб и ти како лидер на тимот да им го да им метнеш таа самодоверба, тој императив на победа, па било кој сака нека излезе на терен, 7-7 сме. Па мислам дека тука е обострано. Да, од двете страни, затоа што ти колку и да сакаш да го пренесиш тоа што го знаеш и колку сакаш тој менталитет, мора од другата страна да го прими тоа. Беше таква генерацијата, ако не ми извинат некој што ќе спомна, беше оспорувана на почеток дека оваа генерација не е талентирана. Ние докажавме дека со работа, со посветеност, со љубов, оваа генерација сега моментално игра Суперлига. Значи, од пионери ги донесовме до младинци и сите имаат некоја улога во нивните клубови. Да не ги почнувам од лево крило до десно крило, за голманите знаеме дека ни се топ. Пикерите исто така се врвни пикери, европски пикери. Така да ние направивме од овие деца да ќе играат во континуитет во Суперлига. Од тука како ќе се развиваат и кој ќе го има во патот во оваа репрезентација, више зависи од нив самите. Но Македонија доби, сите клубови добија за тоа што се негде и главни носители во нивните клубови. Да се вратам на претходно за статистиката, да ти кажам дека комплета оваа генерација од 2022 има одиграно 50 надпревари, имаме изгубено само 12. Значи имаме над 75% статистика во плюс, така да... Тоа ниту еден колективен спорт во Македонија не може да сонува. Дури Вардар кога го освојуваше Лига на шампиони, мислам дека немаше така импресивна статистика. Немам информација за другите, али точно ги водам сите утакмици што сме ги изиграли. Тоа е благодарност пак на ракометната федерација, на таа што била претходно на моменталната, така да некој мора да ти овозможи. Да, ние баравме, захтевни сме, затоа што за да дојдеш до нешто мора да... Раде, целите се високи. Вие во неколку години наназад покажавте дека се е остварливо, достижно и така и логично и да барате. Возејќи навака, го преслушувам разговорот од лани и од преклани што ги правивме разговорите IT и сега барав нешто, ама да не се повториме. Значи, а мене стварно што ме интересира. И сега, имајќи оваа статистика во предвид, имајќи предвид дека скоро сите надпревари може да се најдат на YouTube, на EHF, а во контекст на ова дека генерацијата беше оспорувана антрополошки, ниски, високи, слаби, тенки, нема гора стаси, дали сега ти се соочуваш со еден нов предизвик, а тоа е дека апсолутно сите противници многу ќе внимаваат на вас и дали е можно да ве прочитаат. Пошто веќе 50 на надпревари, пола од нив може да се изгледаат. Дали постои таква опасност, дали го чувствуваш тоа дека може да ве прочитаат? Искрено немаме таков притисок. Немаме таков притисок, воведуваме некои нови работи, затоа што знаеме дека како што ние ги пратиме нив и они не пратат нас. Единствено ќе биде кај нас минус
да напоменам пак Самуел и се надеваме дека Дамјан Митев ќе дојде. Знаете дека ние играме повеќе варијанти одбрана. Така да не гледам дека може да ни изненадат они од противниците од некоја страна. Ај само се да фрлиме еден брз преглед на противниците. Почнуваме со Фарски острови, вториот надпревар ни е со Романија и третиот е со Исланд. Сад, дали имавме ние до сега надпревари со овие екипи? Со Исланд игравме додека бевме кадети, игравме наш парка се куп во Германија. Изгубивме тесно, во полуфинале беше борба за медал. Единствена таа утакмица не е со Исланд. Со Романија сме изиграли повеќе надпревари. Баш вчера со Бранче правевме составите, дали им се измените или не, ги добивме комплетните информациите. Во Романија има доста измени. Моментално немаме, играат сега, утре и задутре играат со Унгарија. Се надевам дека ќе ги фатиме тие утакмици, да ги видиме кои играчи се, затоа што има едно 8-9 нови играчи. Тоа е сериозна промена. Од последното првенство, така да немаме точна слика. За Фарски 3 играчи само не се, али не се од тие битните што играат. Така да имаме комплетна слика за Фарски. Фарски изиграа на исто добар и квалитетен турнир во Словенија. Тие се сегаш меѓу првите 10. Со вајлд карта се. Немавме среќа да играме, да биде Гвинеја. Правевме муабета, да не падне нешто такво екзотично малку. Или Саудиска Арабија, немаме да. таква среќа имаме, да немаме некој така во наводници аутсайдер. Наша примарна цел, како ќе кажам, за ова ќе се повторам, немаме никаков притисок и не ставаме притисок на играчи. Нашата примарна цел да пробаме да ја поминеме групата. Овој пат ќе биде полесно да се помене групата, условно кажано. Првите две одат. Така одат првите две, некако лани едниот и скоро никој друг. Да. Без малку беше така. Се игра релативно брзо, тоа е следната недела. 18 е првата утакмица, игравме во период време за ручек. 3 или 2,5. Фарски Романија, ден слободно Исланд. Ден слободно, се вкрстуваме од другата група, се Франција и Данска. Франција е абсолвирана. Тие се сигурни патници за тоа што имаат две последи. Франција не е абсолвирана, значи вие фактички треба да се концентрирате на Данска. Дај Бог. Така испаѓа. Од тука знам дека има еден, ти ми спомна дека ќе имате една пријателска. Да. Добро е или малку е? Може би е малку. Не, сигурно е малку, не може би, сигурно е малку. Но таков е периодот, во таква состојба си играчите, предвидени беа две, ќе одиграме само едно. Све што имаме да пробаме, ќе пробаме на таа утакмица, што повеќе да бидат во свежина играчите, за тоа што турнирот е 11 дена, најмалку играш 8, доколку влеземе во борба за медал, ќе играме 9. Така да мора да внимаваме на свежина на играчи. Одиме малце порано, тука сме до петок, во сабота веќе одиме во Полска, тамо ќе изиграме пријателската, тамо ќе бидеме со кога? Со Саудиска Арабија. Каков е квалитетот на Саудиска Арабија? Со Саудиска Арабија изигравме во Хрватска. Брз ракоме 3-3, агресивни се, али тоа е сепак пријателски напад, така да. Не е таму не е фокус. Дали Раде ти као тренер си од оние типови на тренери кои што викаат дека секој нареден надпревар е најважен, или имаш малце ние публика секогаш со овие да стиснеме, со овие ако треба и да изгубиме, знаеш, некоја си правиме некоја така. Јас и Бранчо долги години се познаваме. 4-5 години сме со оваа репрезентација. На секоја утакмица одиме на победа. Моментално ни е најбитна првата утакмица со Фарски. После размислуваме. Да, ние спремаме Романија, но фокусот е на Фарски. Битно е како ќе стартуваме, како ќе отвориме, со која енергија ќе бидат играчите и понатаму се адаптираме и се прилагодуваме на све како што ни доаѓа. На некој начин, со оглед на тоа дека групата е прилично изедначена, не сме да не плаши евентуално и некој пораз, затоа што веќе во следниот надпревар може да се надокнади.
Не размислуваме за пораз. Се свиѓа кога. Ето. Доколку дојде нормално, ова е спорт, како да ти кажам, нема кај нас моментално не е. Сега може да те навлечам да видам да ми покажеш слабост малку. Такво нешто не постои. Ние го Само за пораз ми се гледаме свиѓа. видео, кога разговараме, кога тренираме, постои само победа. Гледај спортот, ќе изгубиш. Ама не Да планирам. изгубиме, не планираме. Доколку изгубиме, да изгубиме на наш начин. Друг некој нека биде фактор, да не бидеме ние. Не се допаѓа. Да. Како ја влегов во сала, како го пратев тренингов со големо внимание и одма почнавме за светско, за ова, за она, сега да те прашаме никои други муавети. Може слава. Имаше страшно добра сезона во Словенија. Да. Како е искуството, еве една сезона во Тиквеш и сега една сезона во Словенија? Она реторика дека македонската лига е најквалитетна, дека македонскиот ракомет на Балканот е најквалитетен, сега малце ти да ми кажеш од позиција, од Требње гледано према југ. Дали е стварно така? Ние го чувствуваме сето тоа, сите као ни го потврдуваат тоа, така е, лигата ви е најака, имате 3-4 сериозни, 5-6 големи, дали е така? Во одреден дел да, ако ги гледаме првите 4 екипи. Тука да, немаш во ниедна лига во бившите ју простори толку 4 добри екипи. Тука се сложувам. А не би се сложил дека е најјака лигата за тоа што во Словенија имам добив големо искуство оваа година. Во Словенија не може да се деси да ти одиш во Команови и го тепаш, например, Вардар Оди или Алколит, го тепа 20 разлика. Во Словенија тоа не може да се деси. Не. Во Словенија си ти играат ракомет, сегде се трчи, сегде има систем. Ако не си 100% фокусиран, ти губиш дома од Команови, а не на гости. Кога ќе го имаме ние тогаш тука, тогаш би рекол дека сме број 1. Ги издвојувам првите 4 екипи. Значи првите екипи сериозно вложуваат, сериозни екипи, Алкалит направи. Чудо. Чудо да видиме реално. Така. Никој не очекуваше дека ќе бидат први. Да, они може имале цел. Амбиција, да. Така да, кога ќе ги издвоиме овие 4 екипи, да, но кога ќе правиме една комплетна слика, јас зборам за Словенија. Дека мора да си фокус на сека утакмица. Минатиот разговор, минатата година, значи, кога разговаравме во Македонија, сите тренери беа македонски. Во Суперлигата. Сега ни се смени малце. Па за мене тоа првенство мислам дека беше најинтересно. Најинтересно. Не кажам сега најквалитетно, не знам како било. Прилично изедначено. Изедначено и имавме во првите 8 екипи 8 поранешни репрезентативци на Македонија. Не знам дали ќе го имаме тоа. Не знам. Дали ќе го повториме. Мора да го спремне покојниот Ацо Јович, кој работеше долги години со млади категории, беше тренер во пролет, да не ги набројувам сите сегде, ама во првите 8 ние бевме бивши репрезентативци на Македонија. Истакнати репрезентативци. Да, некои што направиле нешто во кариерите и што оставиле. Сега имаме измешано. Станува тука збор за некаква се уште недоверба, нетрпеливост од спортскиот менеджмент во Македонија, од клубовите, или барат, условно кажано, свежа крв или нешто? Па, за разлика, например, сега ќе дадам една споредба Македонија и Словенија. Имав среќа да бидам таму тренер. Се надам дека ќе бидам пак. Повеќе даваат на своето, имаат доверба. Има 2-3 екипи кај што смениат тренери, ставија нивни тренери. Кај нас нема, нашиот менеджмент нема доверба. Нема трпение. Нема доверба. Освен еве Алкалој да го исклучиме, кој што покажа дека трпеливо еден тренер, наш македонски млад, му дадоа шанса. Му дадоа шанса, не само што му дадоа шанса. Ние излезе резултатот после 3-4 години. Имаше Кире или Алкалоид кај што губеше по 10 разлика од првите 2 водечки. Па немаше притишок, оставија да работи. Така, треба да му се даде на еден тренер. Еве ние сме со оваа генерација 4 години. Значи функционира тоа. Така, значи добро работиме. Вие ги знаете како дишат тие, ве знаат што барате од нив. Значи да ти се вратам на прашањето, да ме праша како во Словенија. Јас сега видов дека сум како тренер на добар пат. Тоа што го работам дава резултат. И сега, дали некој го гледа од една страна и го гледа од друга страна, или сака само име како тренер, Име, така. тоа е више друга работа, а ние млади сме, како сме млади?
Сега нека по колку години имаме, ама ние више имаме тренерско искуство 8-9 години и имаме резултат. И континуитет од 30 години во ракомет. И така, Не излезе сега, на сала. ако ти не веруваш во своето, не може друг да верува повеќе од тебе. Така. Тука е моментот на разлика. И повеќе, извини малку, и многу повеќе внимание на млади категории. Ни недостасува. Ни недостасува, да, ни недостасува квантитетни недостасува. Многу квантитетни, за да дојдеме до квалитет. Јас мислам дека еднаш го направивме во мојот, ја правев една анализа околу квантитетот, меѓутоа не ми е точна. Значи, бројките што ги имаме ние за официјалните бројки, што ги има Ракометна федерација, мора да ги ревидира. Договорив едно кафе со Стефанов следнава недела, кај што сакам вакви некои закачки. Според статистиката во Македонија испаѓа дека има отприлика 5000 регистрирани ракометари, што не е точно. И според таа статистика, по број на население, споредбено со Франција, во Македонија 0,04% се занимава со ракомет, во Франција 0,08%. Значи, ние сме дупло помалку инволвирани во ракометот него една Франција. А со оглед на тоа дека статистикава не ни е добра и не ни е ажурирана, бројките се помали, значи е повеќе од двојно луѓето со кои што се занимаваат. Како да го смениме тоа? Ја едностоп ми е тоа еден императив, се занимавам со таа тема, популаризација, анимација, се пикам и кај што треба и кај што не треба, министерства, овие, оние, федерации, ѓоргонот нонстоп и оне во тој филм на популаризација од 5, од 6, од 7 години. Како да ги привлечеме децата во сала? Прво треба да ги вратиме секциите во основното училиште. Од прво до пето одделение мора да ги вратиме секциите како што постојат, не знам сега, математика, надпревар, биологија, глум мора да вратиме шах, мора да вратиме фудбал, мора да вратиме ракомет. Од тука се гледа моментот кој деца према каде ќе ги насочи. Односно сами тие ќе си покажат. Сами тие че јас сум играл и фудбал, сум тргнал, сум бил и на карате, и на пинг-понг, одеа сите, имам 2-3 тренинги као дете. Тоа е прв момент. Втор момент е... Значи, да се запише Министерство за образование. Втор момент е клубовите. Штедиме кај што не треба да штедиме. Во наводници зимаме скапи странски играчи. Така, зимаме странски тренери. Ако се победат, се победат. Ако не, никому ништо, менјаме наредна година. А младите категории, кога треба да направиме систем за надпреварување, бе скапо е патувањето. Да, скапо е патување. Проблем. Скопје до Радовиш. Проблем ни е салата. Сала нема. Ние тука треба да, доколку тој момент го смениме, во одреден период може да чекаме резултат, повеќе број деца, од квантитет да направиме квалитет. Тука мислам дека тие се два моменти за сите спортови, не правам само мојот рак. Се разбира. А ракометот не е најспецифичен, зашто цело време нели студираме во гради спорт број 1, спорт број 1, ама на терен не изгледа баш така. Спорт број 1 сега да не ме, ама морам Да го кажеш. Спорт број 1 за тоа што другите спортови ни се многу ниско. Така, искрено го правиме. Да. Да го ставиме фудбалот на страна. Фудбалот е најме колку треба за да вложиш, за да дојдеш до до некаде. Ние пример ПСЖ колку години вложуваше со поединци, па сега со хомогена екипа дојде да се префрла. Другите спортови ни се на пониско ниво и ракометот е број спорт. И ние викаме спорт за тоа што само сега во ракометот имаме континуитет, во ракометот имаме младински категории, во ракометот имаме дерби, што е број 1 на Балканот, и не е сега само дерби, знаеме дека и алкалоици меже, дека се меша Охрид, и за тоа е спорт број 1. Во кошарката го немаме. Кошарката го немаме. Кошарката некогаш го имаше, ама полека замби. Така. Одбојка, да. Имав прилика гледав сега Вардар Пелистер. Прекрасно, феноменално за првенство во Македонија. Дали имаме на ниво на финале на Лига шампиони. Така, дали во некој друг колектив
меѓусебен дуел на две екипи имаме. Па ќе ти покажам, после имам слика од финалето МЗТ ТФТ. Во истата таа сала како изгледа и како изгледа. По мене тука е тој момент. Каде се гледаш следната сезона? Сега, пошто се вративме кај тебе, ама ги оставивме деца нека се одморат. Би сакал да продолжам надвор. Моментално сум без клуб. Нема некоја сериозна опција. Фокус сум сега на Светско. да, на светско и доколку се појави некоја сигурно ќе оставам да разговараме после. Сега, Тоа сега пак тука преска спомнав, 90% од децава завршуваат младинска кариера. Дали по природа на нештата, Раде и Бранче треба да ги земат од септември новите пионери? не знам. Па еве ја како би размислил, јас сум председател на ракометна федерација или спортски директор или кои се тие луѓе таму што и треба да назначиме од септември нови луѓе да ни скаутираат, да ни селектираат и гледам овие луѓе направиат чудо за 4 години. Дали треба нив или да им дам на некои други шанс? Не би рекол много плаше, не може да ти одговорам. Јас и Бранче сме четврто лето без одмор. Одвоевме многу енергија, многу љубов. Вика, нашите деца ги оставивме на страна. Треба да се почитува. Ние сме секогаш на располагање за Македонија и за репрезентација на Македонија, но како федерација треба да ствараме и нови тренери. Јас сум секогаш да му се даде шанса на некој што работи, што е амбициозен, што ги прати децата. Моментално јас да кажам дека ќе прифатам друга генерација, ја не ги знам децата. Не сум во Ти си Македонија. цела година надвор, така. Бранце во друга Во друг ангажиран, бизнес. во друго е ангажиран. Дали ќе се врати ракометот или не, ама он живее за ракометот. Така да мислам дека ова прашање ќе го ставиме на Ќе го оставиме, да, ќе збориме таму. За децата, ќе се вратам, ние сме среќни, 4-5 се веќе во селекција, веќе беа и на големо надпреварување. Сигурен сум дека тука има уште 2-3 што треба да дојдат. Сега несреќа за Самуел, али претпоставував дека нареден собор и наредно првенство дека сигурно ќе беше во тој 21 или 22. Да, да. Пред него дефинитивно е. Оне може би и малку несреќа, пошто во овој период имаме исклучително интересни пикери. Да, имаме али ширина, они влегува да. да речеме тие некои топ 5 сега. Он ќе Како биде иде? тука, Ќе биде, поминете, така. ќе биде тука. Он, Тино, Мечка, Марко Марко Стојковиќ. Стојковиќ, тоа е иднина за Македонија. Да, тука и да не ги забравиме овие од поинаков тип Кристијан Симоновски, Деки Младеновиќ. Да, Малце поинаков калибар. Жаре сигурно уште 2-3 години треба да го искористат, да Треба го да се пренески искористи. користо. Така да на пикерска позиција сме ние покриени. Густ. Ние како стручен штаб и јас и Бранче како тренер, ние сме среќни, задоволни. Работевме со овие деца и од 2-4 го извадивме максимумот. Изфилтриравме во репрезентација, така да еден пат, една цел за останатите тренери што ќе водат генерации како треба да се движат. Генерално покриени сме, овој состав сега е покриен на секоја позиција. Имаме доволно играчи. Практично сите играат Суперлига. Да. Освен можеби Бели играше Бели и Мирчи игра. Пелистар 2, така? Ама и таму играа па важни улоги во својот. Игра има доста минутажа. Доста минутажа. Можеби клучни играчи, нели, за напредокот на Пелистар 2 во Суперлига. Дали е тоа една од причините за добрите настапи? Нивното учество во клубовите, во Суперлига. Секако дека тоа е една од причините. На минатите години можам да кажам дека и долгиот процес на спремање. Да. Сега е правиот тест пред нив. Ние како тренери ги доведовме до едно ниво, сега е правиот тест. Имаат кратки припреми, да кажеме водници припреми, и играат цела сезона. Тест колку можат они сето тоа да го имплементираат сега со наша помош на ова првенство. Доколку сега го положат тестот, ќе имаат одлични кариери. Имаат кариера. Одличен разговор. Брз, краток. Знам дека ти треба време и за одмор и за подготовка веќе на вториот тренинг попладне. Така, немате многу време.
да ти посакам сите да бидат здрави, ти Бранче мирно да спиете, дај Боже да му дозволат и на Дамјан да ви се приклучи. И сега во саботата кога гледавме оваа дерби во Вардар Пелистер, излегувам од сала и викам на Тања, немам веќе срце за вакви инфаркт надпревари во ракометот, значи 15-20 години врвен ракомет гледаме, репрезентативен клубски, Македонија, клубови, Металург, Вардар, Пелистер, Алкалоид, нон-стоп, мисля, трилер надпреварите во последни моменти. Ти посакувам да имате онака смиреност до последните секунди, да си го држите мотото не мислиме на пораз и таму некаде на крај на месецот да пиеме едно кафе насмејани. Ти благодарам за разговорот, ти благодарам што одвои време, благодарам за сите овие години што не пратиш, што ни даваш поддршка. Ние ќе се потрудиме да ви израдуваме пак, најмногу со нашата борбеност, како што кажа, со непредавање, се бориме до последна секунда и доколку сето тоа ќе повториме, се надевам дека ќе имаме пак добар резултат. Одиме на светско.